Почнуваме со емисијата, со дебатниот дел. Тука е господин Страшо Ангеловски, председател на МА Конзервативна. Господин Ангеловски, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Како што кажав, светот се соочува со едни прилично невидени турбуленции, веќе подолг период имаме, како што кажав, нарушување во односите и помеѓу западните сојузници, и помеѓу Соединетите Американски држави и остатокот на светот. Односите меѓу Западот и Русија се одамна нарушени. Тука во целата игра е и Кина, како еден растечки, посебен субјект. Прилично имаме една, ајде да речеме, не само немирна и турбулентна, туку и чудна меѓународна слика, ми се чини. Па не е воопшто чудна, беше многу очекувана, да речеме. Јас години и години наназад на емисии и во колумни пишував и го предвидував сето ова. Зошто? Затоа што ова е идеолошка, ова нема ништо друго освен идеолошка војна меѓу левицата, либералната левица и десницата во светот. Она традиционална десница која нели стои во заштита на семејството, на државата, на нацијата, наспроти либералниот марксизам кој се бори токму против тие вредности. Како да бидат уништени децата, односно нивната иднина, како да биде уништено семејството, како да биде уништена црквата и како да бидат уништени суверените држави и нации. Ова, од друга страна, е враќање, Трамп се обидува да го врати светот на вестфалските принципи, односно на она на што почиваше светот од 1648-та, суверена нација, суверена држава. Што се случува во моментов? Во моментов сме сведоци, еве јас да речеме, заради моите години, по втор пат сум сведок на промена на светскиот поредок. Првиот пат беше во 90-тите години, кога Горбачов ја презеде неговата перестројка. Оние повозрастните се сеќаваат, а оние помладите може да прочитаат. Перестројката беше всушност гласност во справување со корумпираното до тогашно комунистичко општество, распад на Советскиот сојуз и растурање на Варшавскиот пакт. Во многу нешта, иако беше тоа помогнато од надвор и од историските прилики, во многу нешта беше поттикнато од сваќањето на експертите во тогашниот Советски сојуз, односно во Руската федерација како хегемон во Советскиот сојуз, дека неиздржливо е понатаму да се одржува Советскиот сојуз и да се одржува Варшавскиот пакт, затоа што бенефитите од Советскиот сојуз и од Варшавскиот пакт беа далеку помали отколку вложувањата во нив. Денеска го имаме истото. Денес Трамп ја воведува својата перестројка. Ја го воведува принципот на гласност во справување со корумпираното општество. Гледаме колку валканици, колку корупција излезе за само овие 2 месеци од како е Трамп на власт, излезе во Соединетите Американски држави. Тој стана свесен дека бенефитот од одржување на Европската унија и одржување на НАТО онакво какво што е за Соединетите Американски држави почнува да представува терет кој ќе ја повлече Америка да потоне во една немаштија, во една сиромаштија, и токму заради тоа го прави истото што го направи Горбачов 90-тата. При тоа се создаваат услови за воспоставување мултиполарен светски поредок. Јас пишував многу одамна, пред 10 години, и сега ќе повторам. Сега е дојдено време, и тоа ќе се случи многу скоро, кога ќе се создаде светски концерт. Го потенцирам ова концерт, за да не помислат гледачите дека зборувам за некаков концепт. По примерот на европскиот концерт, кој после Наполеоновите војни во 1812-тата се формира во Европа. Седнуваат 6 најголеми европски сили, без разлика на нивните идеолошки различности, го формираат тој европски концерт, се договараат како да се работи понатаму и преку тој таков европски концерт Европа живееше мирно 100 години, се до 1914-тата, се до започнувањето на Првата светска војна. Европа заради тој европски концерт имаше 100 годишен мир. Денес е дојдено време и чинам дека веќе многумина од оние кои одлучуваат размислуваат за создавање еден таков светски концерт во кој на заедничка маса ќе седнат Соединетите Американски држави, ќе седне Руската федерација, Кина, Индија, најверојатно
најверојатно представник од црниот континент кој е во подем и во развој и најверојатно некој од јужноамерикански представници. За жал, Европа ќе ја нема на таа маса. Во однос на ова што го зборувате, гледаме дека она што го направи претседателот Трамп, особено со воведувањето на тие тарифи или царини кон останатиот дел од светот, предизвика големи економски турбуленции во Америка, но и во целиот свет. Берзите крахираат. Гледаме дека Америка од проекции за економски раст влегува во проекции за рецесија. Сличното го очекува можеби и останатиот дел од светот. Значи, оно што сепак претседател Трамп го најави како златно доба за Америка, засега не е воопшто златно доба, туку засега изгледа прилично тмурно. Не, ќе биде златно доба. Ова е нормална реакција на тоа што Трамп го воведе. И нормално е дека првите 2, 3 или 5 дена дека ќе дојде до таква реакција, дека ќе дојде до паѓање на берзите и сето тоа што се случува. Меѓутоа, тоа сето е вовет во она што ќе се случува понатаму. Зошто го стори ова Трамп? Најмногу го стори заради сопствената држава и сопствените, да речам, сопственици на капитал кои побегнаа од Соединетите Американски држави и своите производствени погони ги изместија низ светот. Онаму каде што најдоа ефтина работна рака, онаму каде што најдоа ефтини суровини. Например, во Кина, во Индонезија, во Турција, не знам каде се, не во Индија и насекаде. Тие таквите, еве земете го примерот на Nike, например. Nike е американска фирма. Nike работи во Кина со ефтини дневници, со ефтини суровини и потоа си ги увезува, односно ги носи своите производи во Соединетите Американски држави без при тоа да плаќа царина или што и да е. Сакам да кажам дека Трамп ова што го прави, пред се го насочи токму кон своите, кон американските фирми кои излегува од Америка со желба да ги врати назад и да изврши реиндустриализација на државата. Тој процес не може да се заврши за 2 дена и за 2 дена да почне златното доба на Америка. Ќе се вратат и полека ќе почнат да произведуваат таму и ако досега тие американски фирми со американски капитал работеа надвор и при тоа ги продаваа своите производи во Америка, а не плаќаа данок во Америка, не вработуваа американски работници, Трамп сака тоа да го промени, да ги врати назад, за да тие почнат да ги вработуваат американците во своите производствени погони, да и плаќаат данок на американската држава и потоа своите производи да ги продаваат во Америка и да ги извезуваат. Значи, битката на Трамп е да се создаде, ова е дефинитивно почеток на крајот на глобализацијата. Ова е последниот чин на деглобализација на светот и создавање на суверени, ако зборувавме во политиката за создавање на суверени држави и нации, сега можеме да зборуваме и за создавање на суверени економии. Тоа им е потребно само и на малите држави како што е Македонија. Зошто? Затоа што ние имавме случај во 90% да пропаѓа нашето производство, да пропаѓа нашата економија, затоа што постојано пронаоѓавме производи кои се толку поевтини од оние кои самите би ги произведувале и наместо да произведуваме што и да е, ние таквите производи ги увезувавме. Значи 99% така ја уништувате сопствената економија и го уништувате сопственото производство. Сега со затварањето на дури и на економските граници ќе се создаваат суверени економии во кои ние треба повторно да влеземе со сопствено производство за да може државата да оди напред. Да, но пред да дојде тој, дали ќе дојде, прилично сме изненадени негативно со царините од Америка. Значи 33% царини за Македонија. Нешто што велат дека не би требало да се случи, особено по посетата на премиерот на Вашингтон, во Вашингтон и така натаму. Значи, кај Трамп не можете да говорите за пријателство.
може да говорите за негов интерес. И без разлика што Мицковски беше на неговата инаугурација, без разлика што ВМРО ДПМН и дел од луѓето од ВМРО имаат добри односи со дел од луѓето во американската администрација, за него не постои пријателство или роднински врски, туку постојат интереси. Интересите на Америка за Трамп се на прво место. А што се однесува до царините, нашиот извоз и увоз со Америка е толку мал, што многу малку ќе се одрази висината на царините врз нашата економија. Врз нашата економија, за жал, многу повеќе ќе се одразат царините кои се поставени на државите од Европската Унија. Да, тоа се секундарните ефекти. Затоа што ние водевме безалтернативна политика. Ние бевме свртени само кон ЕУ и кон НАТО, при тоа не сакајќи да соработуваме со останатите брзорастечки економии во светот, и денес ние од целокупниот наш извоз 43% е поврзан со Сојузна република Германија. Од тие 43%, 91% отпаѓа на автомобилската индустрија. Токму онаа најпогодената индустрија во моментот во светот, тоа ќе рече дека ние индиректно ќе биде Македонија засегната преку царините, преку таксите за автомобилската индустрија, европската, посебно германската, која ќе се одрази на нашето работење. Да, добро, во однос на ова што го зборувате како глобализација, создавање на суверени нации, на суверени економии, дали мислите дека тоа е можно да се остари во целост, гледајќи ја природата на светот денес, гледајќи ја технологијата која веќе не познава граници, границите природно се бришат, не вештачки. Особено концептот на држава нација е малку видоизменет од 18-тиот или 17-тиот век, особено во поглед на политичка и етничка нација. Соединетите американски држави се прв пример за тоа. Тие немаат фактички де факто етничка нација, туку политичка нација. Дали ме разбирате што сакам да прашам? Дали тој концепт кој постоел некогаш би можел денеска да се примени така целосно во таа форма? Целосно. Нормално дека може да се примени и се применува. Тоа посебно важи за европските држави. Тој концепт на Вестфалскиот договор е донесен после долга 30 годишна војна во Западна Европа. Заради тоа е донесен концептот и заради тоа тој концепт се оведува на суверена, двојство суверена нација држава. И тоа се враќа. Тоа се враќа затоа што се покажа дека наднационалните држави, дека наддржавите не може да функционираат. Го видовме на примерот на Советскиот сојуз, денеска го гледаме на примерот на Европската унија. Јас 20 години на назад зборувам дека ние никако не смееме да инсистираме на влез во ваквата Европска унија, во ваквата наддржава, во ваквата наднационална творба, во која се брише суверенитетот на... Ние бевме сведоци, ние бевме дел од една таква наддржава. Тоа беше поранешната СФР, во која држава, нели, имавме заедничка валута, имавме заедничка армија и имавме заеднички, нели, суверенитет, кој сите ние го имавме дел од суверенитетот дадено во Белград. 90-та година, зошто беше формиран МААК, токму заради тоа, за да го вратиме суверенитетот кој го бевме имале дадено во Белград, да си го вратиме овде во Македонија и да постоиме како суверена, независна, и идејата на МААК беше и демилитаризирана и неутрална држава. Тука морам да ве прашам една работа. А како го коментирате тоа што денеска анкетите покажуваат дека 70% од македонците велат дека подобро се живеела во Југославија отколку денеска? Знаете што, јас имав еден текст, една колумна токму на таа тема за популарното Фичо, нели, автомобилот кој беше национална класа во кој се возевме, кога луѓето ќе го товареа на багажникот згора се она што има и ќе тргнеа на наше море. Ниту било, ниту е, ниту некојаш ќе биде тоа наше море. Тоа наше море денеска е, нели, онаму каде што е, а ние сме овде каде што сме. Сега, зошто го зборував сето ова? Затоа што Европската унија во моментов, за жал, е економски и демографски мртовец. Таа и таква Европска унија. И не случајно Трамп полека се откажува од Европската унија и се откажува од европскиот дел на НАТО.
затоа што ниту како економија, ниту како воена сила веќе му е потребна и е потребна на Соединетите Американски држави. Трамп својот интерес и економски и политички полека, но сигурно го врти кон Југоисточна Азија, каде што имате пазар од 3 милијарди луѓе, и го врти кон Јужниот Пацифик, каде што ги насочува своите воени сили заради некаква очекувана можна војна со Кина. Така што наместо Северноатлантската алијанса која постоеше досега, сега ќе биде формирана Јужно-Пацифичка алијанса, која веќе го има својот зачеток. Некако како да ме избегавте од прашањето за Југославија. Па не знам што би зборувал. Бидејќи тоа е навистина сега да ги прашате луѓето си, ја кажав 70% може би и повеќе. Сега зборуваме за луѓето кои живееле во тој период. Значи за повозрасни луѓе. Па да речеме. Па сега вака. Иако е интересно што и оние кои не живееле истото го викаат, веројатно слушајќи ги родителите. Сега ќе ви кажам. Значи нормално е тие повозрасните да зборуваат како и да ја идеализираат тогашната состојба, затоа што тогаш биле млади. Кога сте млад, се ви е поубаво отколку потоа кога сте повозрасен. Така што дел од тие сваќања за поубавиот живот во тогашната Југославија потпаѓаат и под тоа што сонувате за својата младост. Кому не му било убаво во младоста, каде и да живеел. Меѓутоа, а оние младите кои ги задојуваме со таа пројугословенска идеја, за жал, јас пред неколку дена дури се згрозив од реакциите на македонците, затоа што некоја српска турбофолк пеачка Цеца во Врање го кренала македонското сонце, македонското знаме и веднаш на социјалните мрежи таа жена е представена како херој. Да успеете да изманипулирате една цела генерација, да ја изманипулирате да верува во херојството, а тоа е само еден пиар потек на една жена која нели сака да си најде. Тоа сето значи спаѓа во тој дел на сваќање на Југославија како нешто добро, како нешто што треба да го вратиме. За жал, ниту можеме да го вратиме, ниту ќе го вратиме. Дури, јас искрено во овој момент сум исклучително загрижен за можноста токму овде на Балканот да започне новата војна, затоа што сме сведоци дека во Украина полека, но сигурно војната ќе заврши. Дали тоа ќе биде до крај на година, дали ќе биде идната година, војната ќе заврши затоа што двете најголеми светски сили прават напори да заврши. За жал, Европската унија, која својата големина и својата моќ ја должеше само на колонијалното крадење суровини од Африка, на ефтините енергенси од Русија и на моќта која ја даваше Америка како нејзин заштитник, денес нема ништо од сето тоа и Европската унија денес од еден замислена како најголем мировен проект после Втората светска војна, денес станува воено крило на либералните марксисти. Вие гледате дека Европската унија со 800 милијарди евра ќе се вооружува, дека Германија со нови 800 милијарди евра ќе се вооружува. Сето тоа говори, зошто на почетокот реков дека е ова идеолошки судир, сето тоа говори дека либералите кои беа поразени целосно во Соединетите Американски држави, денеска своето упориште го имаат уште во Европската унија и во неколку од најголемите европски држави, тие и такви. За да ја задржат својата моќ и својата власт, им е потребна војната во Украина. Вие гледате дека Европската унија во овој момент е исклучена од сите преговори, и од преговорите за Украина, и од преговорите за Газа, и од преговорите за Сирија, и од се сериозно што се случува во светот. Европската унија, за да не биде исклучена, за да повторно стане фактор, политички фактор во светот, мора да предизвика по завршувањето на војната во Украина нова војна. Новата војна најлесно е да ја предизвика на Балканот, затоа што тука е фактор и тука може да одлучува во натамошната судбина на таа и таква војна. Гледате дека во моментов се врши вовет во таква војна, дури
белградската филијала на CNN, кога се случува протестите овде во Македонија после она катастрофа во Кочани, најави Балканска пролет. Ние сите знаеме што е, на која основа ја најавува Балканската пролет, на она што значеше Арапска пролет. Арапската пролет однесе милиони жртви во војните кои се случува. Најавата за Балканска пролет може само да значи дека веќе се подготвува, затоа што ние гледаме се извинувам дека токму во балканските држави во моментов се одвиваат обоени револуции, дали на Балканот или на венецот на Балканот, се случуваат во Словачка, во Унгарија, во Србија. Се прави обид за нивно активирање во Македонија, во Грција и во Бугарија, и она што е најопасното, се одвива таква обоена револуција во Турција. Турција има најголемата армија во НАТО. Либералните елити, европските либерални елити, ја изведуваат обоената револуција во Турција за да падне режимот на Ердоган, за да воспостават либерална власт и за да турската армија, како најголема и најспособна, ја земат на својата страна во војната во Украина и не дај Боже во разврските на Балкан. Добро, не сакам сега да навлегуваме во поединечни случаи, нели секоја земја има своји специфики и во Турција, значи Ердоган го апси главниот опозицијски лидер и главен против кандидат на претседателските избори, кој патем анкетите покажува дека би победил на тие избори. Србија со своите специфики, Унгарија и така натаму, нема да навлегуваме. Пак ќе се задржиме на големата слика. Во однос на Балканот, сега знаете како, на последниот самит на НАТО, американскиот државен секретар Марко Рубио ги уверуваше сојузниците дека Америка нема да се повлече од НАТО и дека не е целта на Доналд Трамп и на Америка НАТО да не постои, ги уверуваше во спротивното, прати такви пораки, а сега на Балканот веќе сите земји се членки на НАТО. Членки на НАТО не се Косово и Србија и Босна и Херцеговина. Тука ми се чини дека баш поради тоа воено присуство на НАТО, можностите за војна се прилично ограничени и секогаш се сведуваат на тој триаголник: Косово, Србија, Босна и Херцеговина. Јас имам сосема спротивно размислување и многу често го кажував дека откако Македонија стана дел од НАТО, можноста за нејзина поделба е многу поголема отколку пред тоа. Токму затоа што земји членки на НАТО може да се обидат да ја направат поделбата на Македонија. И сега од многумина беше тоа примано нели со скепса, меѓутоа ако сега го следиме она што се случува со Гренланд, дали доколку Соединетите американски држави утре влезат и условно речено го преземат Гренланд, дали Данска, која е членка на НАТО, заедно со Соединетите американски држави, ќе се спротивстави? Не. Дали Гренланд ќе смее да побара помош од надвор, од кој дае, од Кина, од Руската Федерација, од Зимбабве, не е битно. Добро, само ќе ве поправам, најавија дека ќе се спротивстават и Данска и Франција се понуди да испрати трупи на Значи, најавата е едно, она што ќе се случува е друго. Сакам да кажам, дали е можно тоа, хипотетички како предпоставка дека Соединетите американски држави ќе го преземат. Гренланд, односно Данска, не ќе може да побара помош од надвор, затоа што доколку кој дае од надвор се замеша да ја спасува Данска, односно Гренланд, од американската, под наводници, окупација, ќе се активира членот 5, нели, во НАТО, и сите ќе се свртат против тој што ќе се обиде да ја спаси Данска, односно Гренланд. Истото би се случило и кај нас. Доколку не дај Боже дојде до обид, двете земји членки на НАТО, кои се наши соседи од исток и од запад, се обидат да ја поделат Македонија. Од каде Македонија ќе може да побара помош? Од никаде, затоа што ќе нема право од надвор да побара, а внатре, во рамките на НАТО, не ќе може да го реши тој проблем. Значи, тоа што го зборуваме, на крајот на краиштата поделени од Кипар, сето тоа зборува дека НАТО, како и Европската Унија, како и сите тие држави, си ги имаат своите двојни стандарди според кои се владеат 30 години наназад. Двете најголеми зла во светот започнаа со воведување на униполарниот поредок, кога либералната елита, така наречената либерална елита, почна да владее со светот преку два принципи. Принципот на двојни стандарди и принципот на корупција. Ние сме сведоци денес дека
тој систем, тој принцип на корупција бил воведен од врвот на најголемата и најмоќна држава во светот, Соединетите Американски држави, гледаме дека и председателот поранешен на САД и неговиот син се обвинети за корупција, преку стотници или илјадници луѓе во тамошните установи и во тамошните агенции, па преку првиот човек на Европската Унија, на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, која е обвинета за корупција за вакцините со Pfizer, и тоа за огромна корупција, и сето тоа слегува полека преку нивните амбасадори во државите до најмалиот чиновник во Република Македонија. Ние сме сведоци дека, да речеме, кога ќе дојдеше кој да е нов американски амбасадор во Македонија, и тој излегуваше и јавно велеше: прва обврска, прва наша задача ќе биде да ја спречиме корупцијата, да се бориме против корупцијата во Република Македонија. Со тоа, бидејќи тие самите преку коруптивни процеси ги создаваа корумпираните политичари, со тоа само секој нов амбасадор сакаше да им каже на политичарите дека во мојот компјутер стојат сите податоци за вашата корупција и за вашите криминали, однесувајте се како што јас ќе речам, доколку не ќе ви бидат извадени на виделина. Ете, така функционираше светот, преку систем на корупција и преку систем на двојни стандарди, кои за жал ние македонците ги почувствувавме најдиректно. Вие во моментов имате во една Естонија 25% руско малцинство, на кое дури сега му се забранува и правото на глас, ќе нема право на глас. А во Македонија за 18% малцинство, знаете што се сторивме, воведовме двојазичност, се она што тие двојни стандарди кои... За крај, ве молам само уште ова, бидејќи јасна е вашата идеја, дека велите дека треба да настапиме сами, неутрални, војно неутрални и секако неутрални, но можеме ли ние, господине Ангеловски, бидејќи еве, ние сме оставени без разлика на тие, како што велите, и меѓународни притисоци, влијанија, ние сепак, доколку некој сакал во оваа држава нешто да направи, можел да направи. Значи, зборуваме и за борба против корупција, и за создавање на праведно општество, и на се. Ние до сега очигледно е дека сме немале политичка волја. И за тоа е секогаш прашање дали ние можеме сами. Имаше онаа фамозна изјава на поранешниот премиер Заев: нас не треба камшикар, што многу и се согласија дека е така. Можеме ли ние, доколку бидеме оставени сама на себе, каква држава ќе направиме? Штета што камшикарот не стаса во негово време, па да удри по неговиот грб, и затоа не доведе до овде каде што не доведе. Инаку, секоја држава е нормално да може сама, не во смисла да се издвои од остатокот во светот, туку во смисла сама да ги решава своите проблеми. Само ова да појаснам. Јас знам дека можеме теоретски, но дали ние еве конкретно можеме? Бидејќи праксата не го покажува тоа сакам да кажам. Ние мораме, доколку сакаме да постоиме, ние ќе мораме да почнеме да работиме на решавање на се она што се наталожи за овие изминати 34 години. За жал, тоа ви е сега како да влезете во една кујна во која 34 години се готвело, мрснотиите и ѓубрето се таложеле, и сега вие влегувате и треба да ја исчистите. Не можете наеднаш, не можете. Истото она што го прави Трамп. Значи, ние треба да се угледаме токму на она што го прави Трамп, да се спротивставиме, да расчистиме со корупцијата, да расчистиме со се она што ни се случува. Ние сме сведоци дека, еве вчера, повторно имавме случка во Тетовскиот суд, судијата, кој сам си ги поправал оценките, вчера осуди човек кој згази едно девојче, 22 годишно девојче, го осуди само со 2 годишна затворска казна. И денеска се чудиме зошто имаме 2 или 1 или воопшто немаме доверба во правосудниот систем. Значи, сето тоа треба да го менуваме. При тоа, треба сами да ги градиме своите собствени институции, да ја градиме својата економија и да бидеме дел од меѓународната заедница. Јас велам да бидеме дел и од Европската Унија, ама не ваква.
Европска Унија како сојуз на суверени држави во кои вие нема да бидете уценувани од вашиот сосед да си го смените името или да го смените, да го избришите идентитетот, ако сакате да станете членка, само затоа што вашиот сосед станал член 5 години пред вас. Значи, мојата заложба е за цврста, здрава, конкурентна Македонија. Повторно ќе кажам, заложбата на МААК е за неутрална и демилитаризирана Македонија, оти колку и да сакате вие да се вооружувате, пак ќе бидете најслабата воена алка на Балканот. Гледате дека се создаваат воени сојузи, ние сме сведоци, пред една недела се создаде воениот сојуз меѓу Хрватска, Албанија и Косово, пред 3 дена се создаде воениот сојуз меѓу Унгарија и Србија. Во целата таа игра ја имаме Турција која отвара фабрики за муниција и на Косово и во Македонија. Значи повторно се пали балканското буре барут, повторно како да влегуваме во нова балканска војна и Република Македонија треба да биде, како да речам, да биде тампон зона меѓу големодржавните аспирации на Балканот. Да, ова со војните сојузи навистина почнува да залекува повеќе на 19-тиот отколку на 21 век, тука сте потполно во право. Господин Ангеловски, ви благодарам за ова гостување. Ќе видиме како ќе се развиваат работите, па се надевам ќе се најдеме повторно, ќе анализираме. Благодарам за можноста да ви кажам нештата. Работите е јасно како ќе се одвиваат. Значи, ќе дојде до распад на униполарниот систем, ќе дојде до формирање на тој мултиполарен систем и би сакал да дојде до формирање на оној светски концерт како гарант за нареден 100-годишен мир кој владеел во она време од 814 до 914. Ви благодарам уште еднаш.